Тоа беше најубавата плажа на целиот остров. А таа црна точка што ја гледате, беше единствениот жител на оваа плажа. Малиот Еш. Еш беше многу осамен. Толку осамен, што немаше со кого да ја сподели таа убавина. Секој ден посекуваше да се случи нешто. Да се појави некој од некаде. Но никој не доаѓаше. Така чекајки, деновите му наликуваа еден на друг. Едно утро започна денот кој на Еш му го измени животот. Тој во песокот забележа стапалки и за прв пат си помисли дека можеби не е сам на овој голем остров. Еш тргна по стапалките за да види докаде ќе го одведат. Но додека одеше, плимата и брановите му ги бришеа една по една. Затоа, еден ден, уште во белите мугри тргна по нив. Следејќи ги стапалките со часови, полека губеше надеж дека воопшто некаде ќе го одведат. Но во еден момент Еш догледа како едно девојче седи сосема само и гледа во морето. Еш, ако ми се приближи, сигурно ќе ме избоцка, помисли девојчето. И Еш се исплаши. Одлучи да не и прииде. Така измина еден цел ден, во кој ниту девојчето, ниту Еш не се осмелија да се приближат еден на друг. Кога падна ноќта, на островот почна да му се заканува страшна бура. Еш ги виде темните облаци и грмотевиците кои доаѓа и свати дека ќе мора да си замине од оваа плажа. Тој знаеше дека и девојчето е во опасност, но не се осмелуваше да и се доближи. Се замисли да трча сам и да го остави девојчето или да проба да го спаси и него и себе. Одлучи да се спасат заедно. Така, двајцата единствени жители на плажата трчаа кон копното за да ги избегнат големите бранови кои ги носеше плимата. Од тој ден Еш и девојчето станаа неразделни пријатели. Заедно си го дочекаа изгре сонцето и за прв пат во животот не се чувствуваа осамени.